И присутни, медиуми, пријатели, драги колеги новинари. Најнапред да ви се представам, Даниела Ѓоргиева Дончевска, регионална телевизија КТВ телевизија. И да ви посакам топло добре дојде на денешната пресконференција по повод снимањето на најновиот македонски филм со наслов Охридски лудории. Филмот е во режија на Александар Тасевски, познат музичар од оркестарот Маестрал, во режија на Централ продукција од Тетово, а комплетна организација на сценариото на филмот е на Благоја Стојановски Пикси од модното студио Шанел и Хари Сековски од Хикс Клузив продукција Швајцарија. Најнапред ќе започнеме со господинот Александар како сценарист да му поставиме прашање кое ќе биде во интерес на сите нас. Господине Александар, од каде идејата да направите ваков филм и зошто токму Охридски лудории? Добар ден и од мене, поздрав до сите присутни. Една мала дигресија на разговорот. Јас сум сценарист, меѓутоа режијата припаѓа на Red Central Production, нашата техничка поддршка во филмот. Сега идејата да кажам за еден ваков филм оддамна е во мене, како музичар, како член на оркестар Маестрал, долги години дружба со сите наши колеги на естрадата, па редно беше еден ваков проект да го види светлото на денот. Ке продолжиме понатаму да земат збор и останатите во тимот кои се нафатија да работат на ова убаво случување што ќе разбранува јавноста. Господине Благој Стојановски Пикси од модно студио Шанел, да ни кажете од каде е соработката и зошто баш вие ја зедовте палката да го организирате сето ова во делот на снимањето на филмот? Значи, за еден ваков голем проект да се оствари со сите замислени идеи требаат многу повеќе луѓе. Ние веќе една година со Александар разговараме, преговараме се што треба да се стори и нормално дека треба повеќе луѓе кои што се занимаваат со организација на музика и на вакви слични настани. Идејата на Александар од пред неколку години решивме да ја претвориме, меѓутоа нормално си побаравме помош и од нашиот колега и соработник од Швајцарија Хари Сековски, така да се надевам се собравме тројца професионалци кои што понатаму имаме уште голема екипа на соработници, се надеваме и сигурни сме дека ова дело наречено Охридски лудории ќе го претвориме во еден убав игран филм од час и половина и кое што за неколку месеци ќе го ставиме да го видат сите. Господине Хари Сековски, допатувавте од Швајцарија токму за реализација на филмот. Денеска се снимаше и првата клапа на филмот. Па ајде малце во детали зошто прифативте и какви ви се очекувањата? Па вака ми исконтира значи Благоја Пикси Аце да земам учество од овој проект. После 30 години исто со занимација со менаџерство. Целта беше овој филм да се промовира и надвор од границите од Македонија и таа е причината што и јас земам учество во овој филм. Целта е после снимањето на овој филм да можеме да го промовираме во сите европски земји, а зошто да не и во Америка и Австралија. Меѓутоа во европските земји промоцијата на филмот ќе биде во моје дело, така да сакаме да имаме повеќе настани, не само промоција на филмот, пошто голем дел од учесниците во овој филм се естрадните уметници од Македонија, така да ќе имаме и естрадни настапи со музика и промоција на филмот во тој дел. И од таа причина, пошто 30 години се занимавам со ова, решив да земам учество во снимањето на овој филм. Сега би го запрашале сценаристот, господине Александар, ајде малку да ни откриете детали кој се ќе учествува во филмот и нешто дел од сценариото во интерес на целата јавност. Сценариото во кратки црти представува еден современ фолк мюзикл, до сега невидено на нашите простори. Се надеваме ќе биде интересен и во смисла на комичните моменти кои ќе ги одиграат
соодветни актери, еден од нив е тука присутниот Жанко, Драгослав се разбира тука и ред други улоги. Се надеваме ќе биде прилично интересен. Сценариото има обем од повеќе естрадни личности, така што во првиот план на улоги ќе има околу 12 на наши колеги, да речем, музичари и пеачки. Потоа сакаме да им понудиме соработка на сите други што се заинтересирани, бидејќи има отворен пристап веќе кон сценариото, така што слободно можам да речем уште 20 на други музичари и групи и кои се занимава со музика, фолк нарочито, ќе бидат понудени од наша страна. Сега веќе тие што се може Пикси да ги и Хари да ги представат, денес што беше првата клапа да филмот. Па ајде да се надоврзиме на темата. Значи ние нема да ги откриеме сите имиња, само ќе откриеме неколку. За филмот досега се договорени и веќе почна да учествуваат Благојче Стојановски Туше, Зорица Дончев, Дани Даниела, Ташко Карамфиловски, Сладжана Столеска, Маријан Коцев не е во оваа сцена денес, меѓутоа понатаму е во улога. Тука имаме и кои што не се музичари, Бети Сековска во улога на професор. Значи да не откриваме се, ние само откривме мал дел, понатаму повикот е дека се уште има улоги, ова ќе трае неколку месеци, се надеваме дека до мај месец ќе го завршиме филмот, ако даде Господ да го завршиме, а до тогаш има разни сцени и филмот ќе заврши со една гламурозна фестивалска представа, каде што ќе настапат 20 на пејачи, покрај овие што сега веќе ги наведив, имаме уште отворен конкурс, да речам, да се пријават и други и да учествуваат во ова музичко, јас ќе го наречам музичко ремек дело. Точно така, меѓутоа еве и да не ги заборавиме и оркестар Маестрал кој ќе бидат фронтмените низ целиот овој настан, овој филм кој ќе се снима. Интересен настан кој ќе разбранува јавноста во секој случај, затоа и ги поканивме и господата новинари од различни медиуми, па доколку имаат прашања, можат слободно да постават. Еве, јас ќе земам да одговорам на ова прашање. Буџетот не е комплетно дефиниран, станува збор за доста доволни средства. Големиот дел од буџетот е обезбеден од спонзори, голем дел е обезбеден и од швајцари и од швајцарски спонзори, а исто така и спонзори овде како што се во Македонија. Така да останува уште отворено прашање, имаме кој сака може да се приклучи на овој проект, меѓутоа финансиската конструкција најголемиот дел е обезбеден и дел од самите музичари учествува со нивни средства. Еве, јас да ви најавам, до сега мислам, некој ми вика немојте да кажувате или овона. Самите музичари учествува со нивни средства во зависност од улогата. Голем дел е покријан од швајцарски спонзори, дел и од македонски спонзори, како што денеска видовте еве во повеќе хотели, дали тука хотелот Милениум ни е спонзор, Вила Владо Пупин, исто така во Зора апартмани ке што ни се исто така спонзори, имаме денеска спонзори од Кетерензи, значи за да се организира сето ова, знаете дека треба огромни средства, така да огромен дел од средствата е обезбеден од спонзори, а другиот дел е обезбеден од швајцарски исто така спонзори. Значи нема да биде причина кој што запне. Причина за да запне околу финансиски средства не. Нема да биде, пошто имаме доволно обезбедено финансиска конструкција за да оди понатака овој филм, да дојде до крај. Меѓутоа, секој на нови спонзори кои што сака да се приклучат кој проектот се добре дојдени. Околу кастинго, еве пак уште и околу кастинго можеме да најавиме, значи имаше голем дел, еве пак голем дел од естрадата од Македонија се тука. Целта на овој проект
целта на овој проект е да се промовираат, значи имаме естрадни уметници кои што долго време настапуваат на естрадава, меѓутоа целта беше и да дојда некои нови лица да дојда на овој филм да го збогата, не да биде истата, еве јас работам 30 години со менаџерство, се истите пејачки од Македонија, некоја така мала група на 4-5 од естрадниве пејачки настапува во странство, целта беше да се зголеми сето тоа, македонска естрада да се подигне на некој повисоко ниво и целта е сите тие пејачки кои што имаме премногу квалитетни, ете ги двете од главните улоги, да речам едно од најглавните улоги, тоа е Зорица Дончев и Дани Даниела, кои што се прекрасни пејачки и прекрасни личности. Целта е сите ние да ги дигнеме на многу повисоко ниво и од таа причина е одбран и кастинг. Бидејќи има повеќе сцени, а завршната сцена ќе биде и фестивал, па може да дојдете на фестивалот и да глумите и да водите фестивал. Еве ја поканата јавна од нас. Премиерата, значи не знам, нормално кажавме дека до мај месец е планирано, меѓутоа не е 100% сигурно дека ќе биде во мај. Нормално, по моја замисла, ја не знам дали ќе се смеза и дали ќе се сложа и колегите, целта е промоцијата да биде некале околу крај на август, за да може турнејата која ќе се прави понатака со сите овие естрадни уметници кои што учествувале, да може да се прави таа турнеја од месец октомври, ноември, пошто се тој период во Да, јас ке се надоврзам, ќе биде премиера во Македонија, значи пред се Охрид, бидејќи го величиме Охрид во филмот и сите сцени се дешаваат тука. Се разбира македонска премиера во Охрид, па и во другите градови каде ќе има интерес, меѓутоа ќе има и голема европска, да не речем швајцарска турнеја, уствари промоција, а потоа и турнеја низ Европа тука. Хари е задолжен. Да, така некако се, така е планот, пак сега. Дали ги имате од Фелава филмска некаква помош, продукцијска, режисерска и така натаму, значи од професионалци од таа бранша ме интересираше? Мислам спомнат, значи Red Central Production од Тетово, тие се професионалци, се разбира, во својата бранша и техничкиот аспект е покриен од нив. Значи тука се тие ангажирани со сите своји средства. Да. Имаме ли други прашања? Ако немаме други прашања, тука некаде ќе ја завршиме оваа пресконференција. Јас сум сигурна дека колегите новинари ќе го направат најдоброто за да го презентираат овој потфат, овој македонски филм кој допрва ќе ја види светлоста не само во Македонија, туку и надвор од границите. Целта е да ја промовираме македонската музика, целта е да ги промовираме македонските пејачи, а пропратно и секако глумци кои ќе бидат вклучени, меѓутоа ете како што кажа сценаристот, не сакаме да откриваме многу детали на почетокот, ќе одиме чекор по чекор на задоволство на сите оние кои со нетрпение ќе го чекаат светлото на филмот кој ќе биде прикажуван низ цела Македонија, меѓутоа и надвор од границите. Ви благодарам за присуството на сите.